време за последниот разговор ова утро на моја, верувам и на ваше задоволство. Денеска со нас во студиото еден од најталентираните млади пеачи на овие наши македонски простори и не само тоа. Тој е играорец од мали нозе, кореограф и професор по соло пеење. Никола Зац, добро утро во студиото. Добро утро, ви благодарам. Добро утро и на вашите гледачи и се надевам ќе уживате. Така, ќе уживаме. Сите веќе уживаме, јас најмногу, бидејќи си дојден скоро половина час од Битола, дете од Широксо как си. Заминуваше многу пати од Битола, ама секогаш се враќаше назад, така нели? Секогаш дома, да. Посилна е носталгијата од се? Да. Искуството тоа го кажува и се надевам дека и така ќе продолжи. Браво. Од она што знам за тебе, со музиката си цел живот, но и со фолклорот си цел живот. Како ги балансираш овие две работи и се уште активно работиш како кореограф, така нели? Да, и се уште успевам да ги балансирам. Искрено, двете работи се паралелно што го водат мојот живот и не би сакал никогаш да запре тоа, бидејќи една со друга секогаш знаат да бидат моје потурнување во самата кариера, во тоа што го правам и енергијата, работењето и со деца и тоа што ми е професионално пеење и играње. И знаат да ме мотивираат, да ми дадат енергија и да бидам поенергичен и за другите работи што ги правам во животот. Браво. Битолчаните знаат, Битола не е многу голема, ама па не е ни многу мала, но во Битола талентите секогаш избиваат на површина и таму секој што нешто прави добро го знаат сите, но по широката македонска јавност ми се чини дека најмногу те дозна во соучеството на големото шоу Звездите на Гранд, каде што стигна до 6-тиот круг, така нели? Да. Дали таму ги покажа покрај пеачките перформанси, ги покажа и овие играчките перформанси или не успеа? Не, сакав да направам нешто при крајот, која беше за Боже здравје, мислев дека ќе стигнеме и до финале, но сепак бев со мала резерва за повеќе посветен на тоа што е, бидејќи од искуството што гледав, знаев дека некогаш за некои кандидати знае да биде малку, ако го правиш од повеќе, знаат да искритикуваат и поради тоа бев повеќе посветен на тоа што ми е главна алка да бидам таму представена, сепак со енергијата, со моите движења, пробував да бидам послободен за некои побрзи, некаков ритам да се покажи дека сепак имаме. Браво, браво. Тука си да најавиме концерт, голем солистички концерт кој веќе утре битолчани ќе можат да уживаат и не само битолчани, туку сите кои што ќе стасаат да си обезбедат влезници, а има се уште една мала количина на влезници до утре во Народниот театар во Битола е концертот. Ќе проследиме и некоја фотографија од минатогодишниот голем солистички концерт кој што беше пак во дворот на Офицерскиот дом, која е една посебна магија. Секој кој што имал прилика да дојде до таму и да прошета, особено ако имал пак и можност да слуша некој концерт, без разлика дали е вокален или инструментален концерт, таму е посебно доживување. Да, тоа е еден старо нов објект кој успеавме последните години како битолчани да го оживееме и можам да речам дека предизвик да се направи таму и да се наполни тој двор, бидејќи самиот објект дава некоја посебна автентичност на Битола, на предпознатливо за Битола и ми беше задоволство да успеам да соберам таква екипа за толку годишно работење на мојот прв албум, Срцето мое тука чука, и да го направиме во срцето на Битола, би кажал. Буквално и беше преубава енергија, бидејќи битолчани, како што спомнавте и вие, знаат да препознаат, знаат да поддржуваат артисти, млади таленти и тоа го направивме со едни врвни професионалци, како Никола Мицески, Андријана Јанеска, беше Елена Андоновска, беше Мите Стоилков, исто така мој колега, и професорот мој Горан Начевски, спод диригентска палка, сето тоа беше изведено од Сашо Татарчевски. Сите мои соработници, колеги, професори, и успеавме да го склопиме тој концерт и да го направиме за да уживаат битолчани. Браво. Верувам дека исто така убаво и магично ќе биде и утре.
до каде се подготовките, како сте уиграни. Ќе имаш овој пат само еден гостин, станува збор за исто така мега популарниот и талентиран Виктор Апостоловски. Многу ќе го поздравиш Виктор. Да. Јас му се радував на Виктор во секој чекор на неговиот музички прогрес, уште кога се појави како кандидат во музичкиот идол. Да. Тогаш го запознав. Да, ние бевме колеги и како колеги во музичко училиште, така да се дружиме многу одамна и мило ми е што испадна минатите години не беше слободен за и одредени проекти други што ги правиме како хуманитарни концерти. Но сепак еве те испадна прилика да бидиме заедно на овој концерт, да ми биде како гостин и да сепак има некој гостин што ќе ми даде и мене како поддршка и малку леснување. Браво. Браво, секоја чест и верувам дека утре ќе уживаат сите присутни на овој концерт. Покрај концертната дејност, рековме и педагошката дејност е нешто што го исполнува твоето време и каде што имаш можност да го покажеш и твоето знаење и се она што си учил кај професорот Горан Начевски на факултетот на одсекот по соло пеење. Кажи ми како тука се снаоѓаш и колку ученици имаш во класата? Јас моментално имам околу 10 ученици, бидејќи имаме нешто и од нижо, нешто и од средно музичко. И во нижо се учи сега пеење? Да. Се започнуваат 7, 8 и 9 одделение. Само 3 години имаме во нижо, од кои имам 4-5 деца од нижо и 4-5 деца од средно музичко. Тоа е интересен момент, бидејќи децата се гледа нивната желба, нивната страст што ја имаат за музика, за пеење и посветеноста ова година се исплати многу, од кои од 5 деца што ми беа на надпревар, зедовме 4 први места во Скопје на државен надпревар и 1 втора, и тоа беше уште поголем поттик и за мене како професор да продолжиме со добра работа, со добри подготовки за следните години, да ги гледаме нивните искуства, нивните доживувања што ги споделуваат со нас како е чувството да бидат на таа страна, да работат со мене, и ми беше искрено многу кејф да кажам, бидејќи имав и од нив поддршка, бидејќи како тоа што го презедов јас да го правам како во Звездите на Грант, да влезам во една таква, да речам, популарна продукција, за да се представам и да представам македонската музика, тоа беше и од нивна страна многу добро прифатено и дадоа поддршка кај што и тие навиваја страстно. Браво, прекрасно од нивна страна. Инаку како инсерти можеме режија да го погледнеме Срцето моје тука чука, бидејќи на крај би сакале на разговорот да го погледнеме оној маестрален спот на Лихнида, кој што толку е добро ја отсликува и Македонија, и Охридското езеро, и твојот извонреден глас, и таа емоција која толку фино си ја распостелил таму сред езерската шир, да сето тоа комплетно навистина буквално те остава без текст, да седиш 3-4 минути и да ја слушаш преработката на твојата Лихнида. Како дојде на идеја да ја преработиш Лихнида од Евто? И имам неколку песни што ми се во срцето, да речам, и цел живот ги сакам и онака кога ќе се собериме со друштво или било како што би сакал да си ги слушнам. Точно една од нив е како Ако одам во Битола, втора песна можеби прва ми е Лихнида. И од тој аспект кога го почнавме албумот со Никола Мицевски, паралелно почнавме да правиме и преработки. Ама не преработки нешто како да биде да потсеќаат на некој, ова сакавме да биде на симфониски оркестар, на една смирена варијанта каде ќе му дајме поинаков белег на тоа што е македонската музика и на еден мој стил на пеење, каде не е поп, не е опера, не е традиционална музика, некој микс, тоа што го презентирам јас, успеавме да обработиме аранжман и да обработиме еден спот, можам да кажам филм за Македонија, како што спомнавте, бидејќи толку посветено, толку од ништо испаднаа работите, каде многу долго го работевме и успеавме да доловиме, дури и сам сум преизненаден од колку успеавме да постигнеме со тоа, бидејќи каде
што ми е испромовиран тој спот досега е стварно остаено голем впечаток кај сите. Така. Еве и овде ова што можевме да го погледнеме сега, додека ти изборуваше за Лихнида, јас пак ги гледам кадрите кои што сте ги употребиле тука на ова видео. Мостот на, како се викаше селото? Во Мариово, во Зовиќ. Зовиќ е нешто што ми се чини дека ни една фотографија не може да го долови толку добро, освен кога ќе одиш во живо да го посетиш, но вие сте успеале да го извадите максимумот. Во оваа приказна е најинтересниот момент што музиката беше снимена во Македонија, а вокалот беше обработен дел во Австралија, бидејќи јас бев тогаш таму. Ти таму престојуваше скоро 2,5 години. И ова години. беше приказна што ја направивме со Весна Малинова и Никола Мицевски и да прикажеме љубовта кон Македонија и спојката на минатото и сегашноста, каде може да се запримети таа приказна со девојките кога ќе стават некаков си гердан или друго, како влегуваат во таа преубава природа и не знам како да ја наречам, да прошетаат низ, да не прошетаат низ Македонија и убавините. И тоа беше интересен спој, интересен проект што го започнавме првиот мој албум. Така. Прекрасно, навистина јас посакувам уште многу проекти заеднички да сработи со вистински професионалци како Николче Мицевски и сите останати кои што ги наброја и од минатогодишниот концерт на промоцијата на албумот и од оваа година, еве Виктор е тука и уште многу проекти да се реализираат бидејќи се е на твоја страна. И времето, и талентот, и приликите и треба максимално да ги искористиш. Се радувам што речи си се што правиш, го правиш максимално посветено и верувам дека и публиката многу ти се радува. Каков е фидбекот, кажи ми, какви генерации го слушаат Никола Зац? Мешани генерации, искрено. Доста разновидна публика, но сепак со овие проекти што ги започнав, може би повеќе повозрастните, но сепак дека Никола Зац не е само ова. Исто настапувам и по други проекти, каде исто како би спомнал, би најавил како на Белата ноќ, така на Староградска вечер. Да, сега ќе биде Белата ноќ веќе наредна недела, така? И се појавувам и на други настапи, каде и презентирам и друг стил на музика, и тоа сепак гледам да биде во доменот на моето тоа што ме исполнува и мислам дека успеваме да приближиме со енергијата и со тоа и кон младите повеќе сега. Браво. Јас знам дека времето е многу кратко за да кажеме се, ама па ти од друга страна најдобро се изразуваш кога пееш и ќе ги поканам јавно сите оние кои што можат да бидат утре на концертот во Битола да ја искористат таа прилика да уживаат, оние пак кои нема да можат во Битола да те заследат на социјалните медиуми Никола_Зац и ќе можете да добиете навремена информација каде можете да го слушате, бидејќи ти не настапуваш само во Битола, туку настапуваш пошироко низ целата земја. И драго ми е што најмногу ја негуваш македонската песна и македонската музика. Ти посакувам успешен концерт утре. Ви благодарам да многу. блескаш како што го правеше тоа и досега, така да биде и понатаму и се разбира ние ќе те следиме со секој еден твој нов проект и секогаш си добре дојден кај нас. Ви благодарам, многу ми е мило за поддршката, за повикот за да бидам ваш гостин и се надевам ќе се дружиме и тука и во Скопје. Со огромно задоволство ќе се дружиме, а сега